Утрински стихови од Библијата. 21 ноември. Големо е Божјото откупување. Израел нека го чека Господа, зашто милоста е во Господа и изобилно е во него искупувањето. Псалам 137. Се до мигот на човековиот бунт против Божјото владење постоела слободна комуникација помеѓу Бога и човекот. Но гревот на Адам и Ева ја одделил земјата од небото, така што човекот повеќе не можел да има заедница со својот Творец. Сепак, светот не бил оставен во самотна безнадежност. Доколку тој, со своите сопствени заслуги, не би ја премостил провалијата што гревот ја создал, ангелите што служат не би можеле да одржуваат никаква заедница со паднатиот човек. Христос е тој што го поврзува човекот во неговата слабост со изворот на бесконечната сила. Во времето на патриарсите, жртвите што биле принесувани за време на богослужението представувале постојан потсетник за доаѓањето на Спасителот. А тоа важи и за сите обреди што биле изведувани во светилиштето во текот на целата историја на Израел. Преку службата во шаторот за состанок, а подоцна и во храмот што го зазел неговото место, преку слики и символи, народот бил секојдневно поучуван за големите вистини поврзани со доаѓањето на Христос како откупител, свештеник и цар. А еднаш годишно нивните умови биле усмерувани кон завршните настани од големата борба помеѓу Христос и сатаната, кон конечното очистување на универзумот од гревот и грешниците. Месија морал да биде скриен во Бога, а Бог да се открие во карактерот на својот син. Без познавањето на Бога, човештвото би било за секогаш изгубено. Без божествена помош, мажите и жените би тонеле се подлабоко и подлабоко. Живот и сила морале да бидат дарувани од оној што го создал светот. Човековите потреби не можеле да се задоволат на никаков друг начин.